Полошкото кошаркарско дерби помеѓу Тетекс и Гостивар во целост ги исполни очекувањата на љубителите на кошарката и воопшто на спортот. Двете екипи одиграа возбудлив и тензичен натпревар, на моменти зачинети со инциденти помеѓу актерите на теренот. На Полошкото дерби единствено му недостасуваше повеќе публика. Со оглед на тоа дека дуелот во спортската сала при средното економско училиште во Тетово го проследи околу 100 гледачи. Дуелот започна одлично за екипата на Гостивар. Гостите уште од стартот на мечот ја презедоа иницијативата и имаа постојана резултатска предност. Првата четвртина заврши во корис на Гостивар од 31:20. Во вториот период предноста на Гостивар постојано се зголемуваше и достигна високи 25 поени разлика. Сепак Тетекс со серија на поени успеа да дојде до негатива од 16 разлика на полувремето, 39:55. Во вториот дел Тетекс одигра далеку подобро за разлика од првото полувреме. Гостиварци немаа решение за нападот на домашните, но Тетекс четвртината ја доби само со 1 поен разлика и на паузата пред последниот период замина со негатива од 67:82. Најмногу возбудувања имаше во последната четвртина, која Тетекс ја доби со 12 поени, но тоа не беше доволно за пресврт. Текстилците од напад во напад ја намалуваа предноста на Гостива, за во последната минута да влезат со само 3 поени негатива. Двете екипи играа поен за поен, а на 30 секунди до крајот на мечот дојде до инцидент на теренот, во кој учествуваа сите актери на Полошкото дерби. Тетекс на 3 секунди пред истекот на времето имаше можност да го изамни резултатот и надпреворот да се решава на продолжетоци, но ударот за 3 поени на Александар Ѓорчевски заврши само во обрачот од кошот на Гостивар, со што дуелот заврши со резултат 99:96 за екипата од Гостивар. Најпрецизен кошаркар на теренот беше Александар Ѓорчевски од екипата на Тетекс, кој постигна 26 поени, а во составот на Гостивар најефикасен беше Ренато Димитриевски, кој уфрли 23 поени. Екипата на Гостивар се покаже како психолошки, физички, психички поспремна од нас. И тоа ми проживме една солидна партија, се боривме до крај, имавме меѓутоа видовте и самите многу провоцирање, многу незгоди делуваја на нашите играчи. Мислим дека не требаше да се створи ваква атмосфера. Меѓутоа покрај провокацијата нивни моравме да малку одговориме на нивните провокации. Се надевам дека нашите играчи ќе смогнат сили во наредните надпревари да направиме добар резултат и да се пласираме негде во средината на табелата. На останатите надпревари од 15-тото коло на втората македонска кошаркарска лига беа постигнати следниве резултати. Цандрим Шкупи 86:74, Ангели Радовиш 70:89, Водњански Лисици Карпош Соколи 72:71, додека дуелот помеѓу Феникс и Академија ФМП беше одложен. На табелата Гостивар останува на првата позиција и веќе и теоретски има обезбедено пласман во првата лига за наредната сезона. Тетекс со овој пораз падна на 7-та позиција